Цивил медија. Изминатата година бевме дел од еден регионален проект кој што се вика Холокаустот на Балканот, истражување, едукација и сеќавање. Станува збор за регионален проект во кој што повеќе балкански држави се вклучени, меѓу кои и Македонија. Во рамки на овој проект имавме можност млади луѓе да учествуваат на студиски посети во секој од главните градови или, например, во случајот во Бугарија тоа беше настан во Пловдив. И преку овие студиски посети младите да се запознаваат со оваа важна тема. Меѓутоа не да се запознаваат само фактографски, како што најчесто имаат за тоа можност преку учебниците во рамки на своето формално образование, туку да малку ја прошират темата и ете, например, во Бугарија има шанса да се видат со луѓе кои што се имаат преживеано Холокауст, да се запознаат со свештено лице рабин и така натаму. Кај нас во Македонија пак гостите имаа прилика да бидат дел од турата во меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија и навистина беа воодушевени затоа што еве и ова морам да го пофалам како пример за можеби најдобар музеј на Балканот, еден обид да се доближи темата преку сите сетила, значи аудиовизуелна. Јас апелирам до сите што ќе го погледнат овој прилог или ќе прочитаат за овој настан денес кога го одбележуваме меѓународниот ден на Холокаустот, да се закажат тура веднаш што ќе биде за тоа овој музеј подготвен, ќе ги отвори вратите официјално за сите посетители, да се закажат тура затоа што навистина не се добива само едно историско, фактографско видување на темата, туку имаат можност да се запознаат со многу човечки судбини. Сега да се вратам на она што го правиме во Арно и зошто го правиме. Први да споделам дека оваа тема не е доволно актуелна во граѓанскиот сектор, има многу простор да се обработува и тоа не само од аспект на историја, туку од аспект на она што не има научено најголемата лекција од минатото на човештвото. Во рамки на дискусија за човекови права, во рамки на дискусија за дискриминација, меѓутоа и за иднината и какви генерации на млади растеме. Приказната во Арно зошто се одлучивме за овој проект, јас морам да бидам искрена да кажам дека доаѓа и од едни интимни причини, тоа затоа што мојата фамилија, верам од она што мојата мајка ми го има раскажувано, од нејзина страна, значи на баба ми страната, имаат пробано да скријат еврејско семејство и за нив тоа представувало, нели, во тогаш и тие малку по херметички затворени општества, еден голем обид за покажување на човештина на дело и нешто со што јас сум растена, нешто што сакам да го рефлектирам и во мојата работа и во искуство во граѓанскиот сектор. И тоа е една од причините зошто Арно се одлучи на овој да стане партнер на овој проект. Друга причина е затоа што сметаме дека младите не знаат доволно за темата и меѓутоа не се активно вклучени во смисла на искажување на нивните ставови и размисли. Затоа се одлучивме за завршниот настан од проектот да организираме еден конкурс за најдобар есеј на тема Холокаустот во Македонија и конкурс за дизајн на разгледница. Сметавме дека преку овие два пристапи можеме да ги активираме младите. Конкурсот траеше за време на зимскиот распуст. Младите кои што беа дома во комфорноста на својот дом им дадовме малку поинаква задача да размислуваат за оваа тема од минатото и пристигнаа навистина интересни есеи, 8 вкупно на број, можеби не е бројот голем, меѓутоа навистина сме благодарни што ете млади за време на својот зимски распуст одвоја дел од своето слободно време и размислуваа на темата и стигнаа вкупно 14 разгледнички. Она што може да го кажеме како еден мал индикатор од она што пристигна на конкурсот е дека темата дефинитивно има потенцијал за разработка. Она што во сите си може да кажеме дека се согледува, ова е исто така една рефлексија од жирито, и дека младите имаат тенденција сепак да пишуваат за Холокаустот од глобална перспектива. Не знаеме дали тоа е поради достапните ресурси, поради онлайн присуството на такви содржини, можеби веќе постоечки есеи кои што ги инспирираат, или поради неможноста или, како да речеме, потфрлањето да се вклучи локалната перспектива за вакво пристап кон темата. Значи, Холокаустот во Македонија некако доаѓа во втор план, а Холокаустот како еден светски феномен од историјата, како една најголема лекција и Хитлер како еден лидер во рамки на овој немил настан, навистина ме поблизок на младите. Ете, тоа е една наша препорака да се стави овој настан во локален контекст и да се посочи на младите во однос на
да не ги кажеме дека тоа се рол модели, меѓутоа на едни позиции на моќ кои што ги гледаат и на некој начин можеби им се восхитуваат, иако ги осудуваат, сепак многу внимание се дава на ликовите и на тие водечки улоги, а не на последиците и на она што не учи овој немал настан за иднината. Стигна вкупно 14 разгледници, бидејќи им дадовме слобода на младите да се изразат во различни формати, дали сакат преку фотографија, илустрација, рачно исликано дело. Навистина стигна на разни формати, на истата тема и ние, односно жирито, имаше задача да избере најдобрата разгледничка. Јас сега можам да ви ја поканам. Станува збор за ова визуелно решение на Симона Славкова, која што е млада студентка од Скопје. Таа се одлучила да издизајнира една разгледница со куфери, на кој што пораката е куфер пол сеќавања, никогаш да не се заборави Холокаустот во Македонија. Нас навистина ни се допадна символиката, затоа што куфер е нешто што и денес младите во овој глобален свет го носат на своите патувања, истражувања на себе си, на светот и на културите кои што им се навистина достапни. Меѓутоа куферот е и символ за нешто што го носиме од минатото, нешто што го носиме со себе и не можеме да го отфрлиме. Меѓутоа овој куфер, како што ни сподели Симона на нашиот вчерашен настан, има и друго значење за неа. Таа ни објасни дека ова во средина е едно како насмеано човече. Тоа е затоа што таа верува во филантропијата, во добрината, во човештвото и во младите генерации кои што понатаму ќе нема да заборават на ова, меѓутоа ќе го носат како лекција и како еден апел до другите генерации да никогаш не ни се случат вакви настани повторно. Цивил медија